Во моментот нема опасност вирусот Зика кој се пренесува преку комарци и кој предизвикува малформации на новороденчиња да пристигне во Македонија, вели доктор Тони Коњановски, епидемиолог во Центарот за јавно здравје во Битола. Станува збор за вектор пренослива болест која се пренесува од одреден тип комарци, која најчесто поминува со лесна клиничка слика, слична на многу вирусни заболувања од типот на грип. Вирусот не е целно предодреден за бремените жени, тоа да го исклучиме, да ги смириме. Не значи велам дека секој ќе заболи и не значи дека секој ќе ги добие тие малформации на плодот. Значи за да имаме таква корелација, потребно е вирусот да го имаме присутен и да имаме вектор, односно преносител комарец. Тоа во регионот на конкретно кај нас или во овој дел на Балканот се уште го немаме, макар да видот Едес, Египти и Албопиктус е присутен во регионите погранични со Бугарија, детектиран таму. Уште од порано, мислам, минатите години, не е тоа нешто ново. И покрај тоа што во моментот во Македонија нема опасност од вирусот Зика, надлежните преземаат мерки за заштита. Тие препорачуваат да се носат кошули и панталони со светли бои, долги ракавици и ногавици, да се користат заштитни мрежи против комарци, како и да се користат репеленти. Исто така на луѓето кои имаат намера да патуваат во земјите кои се зафатени од вирусот Зика, им се препорачува да бидат внимателни да се заштитуваат со средства против комарци. Центрите за јавно здравје и други оператори ќе преземат тие мерки под директива, препораки на Министерството за здравство за во најбрзо сега време, значи почетокот на март месец можда негде, да се почне со ларвицидното третирање, значи стопирање во таа фаза на ларва на развојот на комарецот во сите застојни води кои ние ги имаме мапирано уште од поплавите во овој регион кој беа. Зависи каква година ќе имаме, да речам, какви климатски услови во овој период, дали ќе имаме доста врнежи од дожд и доста појава на застојни води. Тоа ќе го спроведиме и после тоа во неколку фази од Министерството за здравство може да ви има препорака за поучестало, повеќе третирање за адултицидно третирање, значи од земја претпоставам или можда комбинација земја-воздух за заштита на населението. Во моментот Зика вирусот е присутен во Северна и Јужна Америка. Светската здравствена организација предупреди дека и Европа би можела да се најде на удар на опасниот вирус Зика, а особено нејзиниот јужен дел, каде што различни видови на комарци може да го пренесат овој вирус. Зика досега се проширил во Бразил и Јужна Америка, заради вид на комарци кои се ретки во Европа. Но Светската здравствена организација предупредува дека уште еден вид на комарци кои често се наоѓаат на подрачјето на Медитеранот може да бидат преносители на овој вирус. Меѓу тие земји се Хрватска, Франција, Грција, Италија, Малта, Словенија, Шпанија и Швајцарија. Сите овие предупредувања ќе им предизвикаат дополнителни проблеми на туристичките агенции бидејќи се наближува сезоната на одмори.